се разбира дека политичката состојба во Република Македонија ќе биде тема на дискусија меѓу челникот на Евросоветот и претседателот на Република Македонија. Се разбира, има еден вид на бран од Европската унија, се разбира поддржано старата администрација на американскиот претседател кој веќе замина Барак Обама за притискање да се создаде влада врз основа на тиранската платформа во Република Македонија и таа влада да ја предводи фаворитот на се уште непресушеното мочуриште од длабоката држава во американската држава, тоа се разбира и оној Deep State и нивниот фаворит Зоран Заев. Затоа се разбира дека се очекува да има дискусија, еден вид на притисок од страна на Туск кон Иванов да го додели мандатот на Зоран Заев, но ќе повторам уште еднаш дека тоа апсолутно не е главна точка и тема на дискусија, бидејќи Европската унија се соочува со два тешки, горливи проблеми во моментот. Тоа се британското излегување и преговорите за напуштање на Велика Британија на Европската унија, кои ќе траат во наредните 2 години, се активираат денеска, и мигрантскиот наплив, односно очекуваниот мигрантски наплив поради нарушените односи со Турција и едноставно пропаѓањето, можноста од пропаѓање на договорот со кој Турција ги спречи мигрантите минатата година да надоаѓаат кон Европска. Туск, како и Могерини, Хан и дузина други, па и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и дузина други високи официјални европски представници воопшто до сега со ниту еден збор или дело не осудија тиранската платформа, која е директно вмешување во внатрешно политичките односи во Република Македонија од страна на соседна НАТО држава, во случајот тоа е Албанија. Всушност, Доналд Туск, иако го прими писмото и тоа беше потврдено од страна на претседателот Иванов со образложение зашто македонскиот претседател не го доделува мандатот на опцијата која е како државна и владина платформа и парадигма ја има тиранската платформа, сепак Туск не одговори. Не одговори ни Јенс Столтенберг, што покажува дека во евробирократските ходници и канцеларии овде едноставно се прават напори да се премолчи делувањето на надворешните фактори во Република Македонија, вмешувањето на Албанија како земја членка на НАТО и земја кандидат за членство во Европската унија, а се со цел да се истурка некаква влада која би ја предводел, како што кажав, Зоран Заев, кој е директно странско пред се вмешување во Република Македонија и нивна инвенција во внатрешно политичките односи во Република Македонија.